да се сосредоточиме само на зборовите Господи се Христе помилуј нам. По известно време се свикнува и умот, така што сам ја кажува молитвата. Молитвата која ја храни душата, давајќи душевен мир и спокојство, се шири од манастирот Успение на Пресвета Богородица, облагородувајќи ја природната дарба, искаена од липови дрвја, лески, зеленило и густата борова шума. Малешевијата во својата пазува, гордо го чува манастирот и камените ѕидови на конаците, а тројцата монаси одовде испраќаат порака за значењето на молитвата до верниците. И светиот апостол Павле ни порачува: непрестанно молете се и за се благодарете. Исусовата молитва е главното занимање на монасите, кои ја пишуваат новата традиција на машкото монаштво во Берово, стара 12 години, а веќе од верниците се препознава како духовен центар. Покрај молитвата која е главно послушание во манастирот, се занимаваме со две други послушанија. Едното е изготвување на миризлив темјан според светогорските традиции. Сапуните се изготвуваат од различни масла, како сончогледово, ладно цедено, како маслиново. Конаците на манастирот потекнуваат од турско време, а денес го добија ликот на беровската стара архитектура. Во долниот дел се направија две големи работилници за изготвување на темјанот и на сапунот, дојка во горниот дел, кај што живееме, се реконструира и се преправи скоро целиот простор. Ги оставивме монасите со својата молитва, која далеко од градската врева и гужва донесе мир и спокој и во нас, но и потврда на зборовите на беровци, дека овој манастир е посебно место за духовниот живот на Малешевијата.